Сончогледот е едногодишно земјоделско растение кое за нашата земја представува основна маслодејна култура. Се смета дека потеклото на сончогледот е од Мексико и од Перу. Шпанските морепловци го пренеле во Европа околу 1510 година, а потоа е пренесен во Франција, Англија, Германија и во други земји, каде што го одгледувале единствено како украсно растение. Како земјоделска култура, сончогледот за прв пат почнува да се одгледува во почетокот на 19. век и тоа во Русија. Таму, уште во тоа време од семето е цедено масло. Во поголеми размери кај на сончогледот почнал да се засејува од 1930 година, особено во Војводина. По Втората светска војна површините под сончоглед значително се проширија во Југославија со користење на новите советски сорти кои се со висок процент масло. Новосадските хибриди што се дело на Земјоделскиот институт од Нови Сад, од минатата година почнаа да се засејуваат и во нашите земјоделски региони. Тие се одликуваат не само со висок процент масло, туку и со отпорност кон заболување. Преку овие машини, така наречени селектори, се врши процесот на автоматско одбирање на сончогледовото семе по големина и по зрелост. Најголемото и по тежина изедначено семе се обеззаразува со хемиски средства. Вака подготвеното семе се пакува во егализирана амбалажа и се чува во магазините до сеидбата. Семето наменето за сеење во нашата земја мора да исполнува квалитетни норми на чистота до 98% и најмала ртливост до 95%. Со сеидба се почнува во март, а се завршува во втората половина на април. За сеење се употребуваат пневматски сеалки, кои прецизно го засејуваат семето во редовите. Ако сеалката е регулирана, семето да го сее до 30 см, за 1 хектар се потребни 5 кг семе. Меѓуредовото растојание изнесува од 60 до 70 см. При оптимална температура на почвата од 9 степени на длабочина до 10 см и загреаност на воздухот од 10 до 12 степени Целзиусови, семето рти и никнува за време од 12 дена. Од котиледоните растението се храни се до појавата на вистинските лисја, кои ќе бидат способни да вршат фотосинтетска асимилација. Листот на сончогледот е прост со релативно долга дршка и срцевидна лиска со заострен врв. Долните 2 до 3 лисја се распоредени еден наспроти друг, а другите се неизменични. Долните лисја го завршуваат растењето веќе со појавата на цветните пупки, а средните лисја со масовното цутење. Средните лисја имаат 10 до 12 пати поголема асимилативна површина од долните лисја. Во почетокот стеблото расте бавно, кога ќе достигне 10 до 15 см должина. Дури тогаш се појавуваат вториот или третиот пар лисја. Стеблото во почетокот на вегетацијата е сочно, кревко и лесно се крши. Со староста огрубува, а кон крајот на вегетацијата и одрвенува. Средниот дел на стеблото меѓутоа до крај останува меко. Кореновиот систем на сончогледот е добро развиен. Во сушните, аридни региони, главниот корен може да достигне длабочина и до 5 метри, што значи дека е способен да ги искористи водата и хранливите материи дури и од подлабоките слоеви на земјата. Котиледоните изумираат со појавата на 5-тиот или 6-тиот пар лисја. Култивираниот сончоглед има неразгрането и робустно стебло со височина од 1,2 до 2,5 метри. Сончогледот со куса вегетација има и кусо стебло.
Во фазата на цветни пупки, сончогледот се одликува со најбрзо растење. За 24 часа растението израснува од 4 до 12 на сантиметри во должина и во оваа фаза, до цутењето, сончогледот троши најголеми количества вода. Култивираниот сончоглед има од 600 до 1200 цветови собрани во соцветие, така наречено пита. Цутењето е постепено и започнува од крајот на питата и трае од 8 до 10 дена. Неплодните цветови се наоѓаат на крајот на питата и први почнуваат да цутат. Тие се отвораат рано изутрина. Нивната улога е да ги привлечат инсектите, а цутењето им трае дури по оплодувањето на плодните цветови. Во процесот на опрашувањето и оплодувањето на цветовите, во сушните региони на Македонија голема улога играат пчелите. Современите пчелари поради богатството на цветот со нектар, пчелите ги носат на пасење во близината на расцветаните сончогледови посеви. Едрите сончогледови пити не се движат по сонцето. Во правец на сонцето се движат врвот и нерасцутената сончогледова пупка, и тоа во насока од исток кон запад и обратно. Розетата од лисја по полноќ се наведува кон исток. Од изгревот на сонцето па до пладне, постепено се исправа за по пладнето околу 15 часот да се наведне кон запад. Движењето на сончогледот престанува со расцветувањето. Сончогледот започнува да се бере кога во семето завршува процесот на акумулација на масло и други материи. Зголемувањето на маслото во семето завршува штом питата ќе добие мрка боја. Напоредно со зреењето на питата се зголемува и апсолутната тежина на семето, а опаѓа влагата. Најбрза и најефикасна берба на сончогледот е со комбајни.
Вака одделеното семе се транспортира во силоси или пак директно во фабричките силоси. Благој Ѓорев од Тито Велес е единствената фабрика во Македонија за добивање масло од сончоглед. Традицијата за добивање масло од растително потекло во овој град датира од последните години на 19. век и е тесно поврзана со велешките шарлаганџии, кои цеделе масло од сусамово, афионово или пак од памучно семе. Денес, оваа модерно опремена фабрика со најсовремена технологија дневно преработува 250 тони сончогледово семе во масло за јадење. Натоварените возила секојдневно пристигнуваат во фабричкиот круг. Тука со кипер платформа се растовараат над 1000 тони семе дневно. Со транспортери и елеватори семето оди во сеалките каде што се отстрануваат нечистотиите. Чистото семе со елеватори и транспортери се пренесува во складиштата, во силосите. Со активна вентилација во силосите семето се чува на температура до 20 степени Целзиусови. Влагата во семето не смее да изнесува повеќе од 7%. Сончогледовото семе со полжести транспортери се вади од силосите и се транспортира на повторно сеење, при што се отстрануваат и најситните нечистотии. Вака исчистеното семе оди во одделението за лупење. Оваа операција се врши во машини за лупење, при што лушпата на зрното под дејство на удар и триење пука и се отстранува од срцевината. Вентилаторите ја одделуваат лушпата и по пневматски пат. Таа се транспортира во парниот котел, каде што се користи како гориво. Излупениот материјал, кој се уште содржи 10% лушпа, оди во одделението за пресување. Овде материјалот се гранулира, односно со помош на млинот составен од два валци, срцевината добива листовидна форма.
Со згмечувањето на зрната во натамошната преработка на суровината се постигнува полесно извлекување и искористување на маслото. Гранулираниот материјал оди на кондиционирање, тоест на загревање до 110 степени Целзиусови и сушење или влажење во зависност од процентот на влагата што се содржи во материјалот. Цилиндричниот апарат е составен од 5 ката. Низ средината на апаратот минува оска со мешалки, кои на материјалот му овозможува непосреден контакт со загревната површина, а наедно го пренесуваат од еден до друг кат во апаратот. Грењето се врши со индиректна пара, а влажењето со нејзино директно пуштање во материјалот. Оваа операција се врши со цел да се намали вискозитетот на маслото, при што во наредната фаза на пресување, маслото полесно се исцедува. Пресувањето представува операција на одделување на маслото од суровината по пат на притисок. Ова се врши во континуирани, пожести преси, составени од куќиште во кое се сместени кошеви, конструирани од сегменти. Низ кошевите минува осовина, на која се поставени сегменти од пожест транспортер, кој го носи материјалот кон излезот на пресата, каде што волуменот меѓу пожестиот транспортер и кошот значително се смалува. Со менувањето на волуменот во клетките се создава силен притисок, од кој мембраните пукаат, а маслото потекува низ сегментите на кошот. Преостанатиот материјал излегува на другата страна на пресата и се нарекува погача. Вибрационото сито го чисти добиеното масло од механичките нечистотии. Најситните нечистотии се отстрануваат со филтрирање. Отстранетите механички нечистотии од маслото одново се враќаат во процесот на пресување. Погачата што излегува од пресата содржи од 17 до 19% масло. Овој процент масло се одделува во погонот за екстракција. Екстракцирањето на маслото од претходно здробената погача се врши во затворен цилиндричен сад, наречен екстрактор. Тука таа се тушира со хексан, кој го раствора маслото и го носи со себе. Туширањето се повторува додека во погачата не остане само 1% масло. Вака осиромашената погача од само 1% масло се вика ќуспе и е мощна погодна добиточна храна, бидејќи во себе содржи 40% белковини. Смесата од масло и хексан се вика мицела. Со трикратна дестилација на мицелата се одделува хексанот од маслото. Хексановата пареја се кондензира и одново се враќа во процесот на екстракција. Суровото масло добиено со пресување и екстракција на погачата оди на преработка во погонот рафинерија. Суровото масло во себе содржи слободни масни киселини и непожелни служести материи. За отстранување на овие материи од маслото се врши неутрализација со натриева база и фосфорна киселина. За да се ослободи од нив, суровото масло се третира со натриева лужина и фосфорна киселина. При оваа хемиска реакција се создаваат сапуни. Тие се отстрануваат со сепарирање. За да се елиминираат и најмалите траги сапун, маслото се испира со вода. Со сепарација од него се отстранува и водата. Испраното и сепарирано масло се суши под вакуум. Маслото во себе содржи обоени материи.
Нивното отстранување се врши со белење до степен баран на пазарот. Беленото масло во себе содржи мирисни материи кои се продукт на нижите масни киселини, алдехидите, кетоните и другите материи. Ваквото масло оди на обезмирисување. Овој процес се извршува под вакуум на температура од 220 до 300 степени Целзиусови. Под дејство на температурата и вакуумот, мирисните материи спаруваат, а маслото под вакуум се лади и се филтрира. Дури вака рафинираното масло оди во погонот за амбалажа. Во оваа фабрика се произведуваат и шишиња за опаковка. Брашното од поливинил хлоридот се топи на температура од 150 до 180 степени Целзиусови и се обликува во цевчеста форма. Пластичната цевка се сече и по пат на компресија се обликува во шише. Од силосот, автоматски шишињата паѓаат на газерот и по транспортерот се движат кон полнечката машина за масло. Наполнетите шишиња понатаму се етикираат и се пакуваат во картонски кутии. Сончогледовото масло по вкус и хранливост е едно од најприфатените и најбараните масла во исхраната.